Откорнати врати и прозорци, откриени покриви, украдена или расфрлана покујкнина од викенд кујките, но и уништени лозија и многулетна шума. Ова е тажната слика во прилепската местност Давница, каде преку 20 граѓани имаат своји имоти, а за кои велат дека со години немилосредно им се пустошат. Ова ми е од душата овде. Си го направи викендичево, лозје си направи да си излезам, да си шетам. Викендицата ми од скријаја скроз. Пато не го уништија, се ни уништија, сега и наше не уништа, сака да ни села од овде. Од ова место наше Дабничко. Претерано сум револтиран. Внатре се е украдено, се е земено. Се јави во полиција, полицијата вела да ви пратиме таму, луѓе, шо дека ќе ми пратите, море луѓе, треба да и ватите вие, не само да ми пратите. Овде имам јас лозје, немам викендица. Од вакви работи не се одлучив да правам, макар имав нешто материјал донесено, ама одамна се откажав од прајне, а лозјето секоја година има по нешто, имам 6 декари овде заградено сето, еве сега годинава, прв пат идам пролетва, ступчината истуркани, жиците вадени, а најпој ќе ме боли што влезом и е зафатен со депонија. Ќе морам да се откажам, да го напуштам. Освен што стравуваат за имотите, овие луѓе сега се загрижени и за својата лична безбедност, бидејќи според нив биле препуштени сами на себе во одбраната од вандалите и крадците, кои во последно време дури и физички ги напаѓале. Вчера видов дека е турнато, ова беше одавде, онаму сето поземе вака беше. И сабајле со еден братуче дојдовне, ова го покривне, нема ни врата. Ми зедоја пампурче, сам си го праев од бојлер, борите ги зедоја, ова ми е втор пат легување. Цела земја уништија. Шо, во Шумско отидов пред 7-8 години, се жалав, ми рекоја, во приватното ние не вајчеме, не заштитени апсолутно, кој ќе слегуваме кај и тера децата мали со камења да врла. Од кога сум дојден, 82 година, имаше некој мир, имаше некое задоволство да сиди овдека. Од кога почна со железа да се расправат, се осоколија и наред други работи почна да си прави. Се што ќе најда од метал, од пластика, од вредно нешто, се кради. Последната кражба беше најтешка, предходната, да речем, да се исеча толку дрва. Да се исеча и дојде инспекторчето, не знае, за таа работа едно дрво може да вреди колку сите овие бурина. Дрва од бадеми, од ореј, од цреши, од сливи. Кога се украде тоа, ни се одсеко нозете. Значи, безбедноста сега не шуем. Јас дур да излезам, не сум безбеден онде. Дали некој ќе ми изгази со кола или дали некој ќе ме провоцира. Од МВР потврдуваат дека вчера била поднесена пријава од 2 оштетени лица и објаснуваат дека биле обезбедени траги за докажување на кривичното дело, но и дека се преземале превентивни мерки за спречувањето на ваквите дела. Инаку, Дабница се наоѓа на неколку километри од Прилеп. Тоа е револуционерно село, каде на 19 септември 1942 година од страна на фашистичкиот окупатор биле масакрирани дури 19 жители од селото, зашто има подигнато и споменик. Патот до Дабница води низ ромската населба Тризла.